Здраво Македонијо! Петочки на датумот со 2/12, односно на само 19 дена до крајот на годината, се надевам не сте во новогодишно расположение и да се веселите на празниците и релаксацијата која ја носат. Туку сте во шок, неверица и се чувствувате загрозени и уплашени од милионите реки мигранти кои ги гледате по улиците, а ги донесе со хиперсоничен авион од Британија во Македонија лично премиерот, зошто за да ја уништи државата. Така велат од прилика ден на Бихачка, таму нема ни да се слави нова година. Последна прослава која ја има беше големата победа на локалните избори, а сега мигрантиве мира не им даваат. И да, и вечерва ќе се занимаваме малку со, мора да признам, а ова го работам долги години, најчудното нешто што сум го видел во политикава во Македонија досега. Толку е забегана работава што ми е фасцинантна. Но на почеток малку факти. Еве што државниот врв на Македонија вели за мигрантите со кои народ плашат нашите мили комуњари. Премиерот вели, нема да има таква работа. Со индигнација ги отфрлам овие шпекулации дека апсолутно планираме било какви кампови на илегални мигранти да правиме. Дека јас сум премиер, дека сум јас претседател на ова влада. Нема да никне ниту еден шатор во кој што ќе бидат сместени илегални мигранти и нема да примиме ниту еден илегален мигрант. Напротив, ќе ја зајакнеме нашата борба заедно со нашите сојузници во рамките на НАТО против илегалната миграција. После премиерот да видиме што вели председателката. Се работи за лица кои се опасност за Британија, тие се подеднакво опасни и за нас, и јас сум против нивен прием. Ете и премиерот и председателката велат така. Се приклучи и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој посочи дека нема шанси Македонија да прифати мигрантски кампови. Но тоа не е се. Став изнесе и министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, кој соопшти дека нема никаков договор за прифаќање мигранти, сето тоа е апсолутна невистина. И од озгора на тога ќе го пренесеме уште еднаш и познатиот став на амбасадорот на Велика Британија во Македонија, Метју Лосон, кој исто така ги негираше овие лаги. Сама друга приказ на тоа што се зборува дека ќе се прифаќаат мигранти. Не се работи за тоа. Сакам навистина да бидам јасен во тој дел. Се зборува дека ќе се прифаќаат мигранти. Не се работи за тоа. Сакам навистина да бидам јасен во тој дел. Ете така, цел државен врв и повиканиот од британска страна амбасадор велат дека не постојат никакви планови, разговори, договори Македонија да прифаќала мигранти од Британија, како што си халуцинирал некој новинар од весник во Британија и како што со ред солзи, ред марсоли и повици за одбрана на татковината плашат народ, милите комуњарчичи од Бихачка. Но тоа не ги колеба храбрите опозиционери кои катастрофалниот пораст на избори го лекуваат живеејќи некаде меѓу Сирија и Србија. Ви велам, фасцинантно. Почитувани граѓани, ситуацијата е алармантна и затоа ја свикав оваа вонредна пресконференција. Работата е навистина многу сериозна. ВМРО ДПМН ја издаде Македонија. Издајци бе, не ви е срам вонредно да го активирате спасителот на пресконференција, да му ја прекинете револуционерната активност за онлайн подпишување на петицијата против крокодили во Скопје. Слушајте, луѓе, слушајте зошто нема да се слави новата година во оваа алармантна ситуација. Денови наназад зборуваме за моделот кој е преземен од Србија. Моделот на Вучич што со години функционира таму, наречиси 2 години се пременува кај нас тука во Македонија. За нешто друго ќе зборуваме. Србија, Вучич, малку сум збунет. Ама окей, ајде веројатно ќе откриеме што е работава. За сега знаеме дека моделот на Вучич се употребувал со години тука, а СДСМ со денови наназад предупредувале. Може би пред овие неколку денови тие не виделе што се случувало овде со години. Интересно. Имено системот на корупција што во Србија функционира со децении доведе до тоа во Нови Сад токму поради корупција 16 луѓе да го изгубат животот. Истото се случи кај нас, 64 луѓе загинаа во Кочани. Истото се случи и кај нас. Луѓе гореа живи во модуларната болница во Тетово, додека ти беше министер кој ги поставуваше модуларните болници. Луѓе гореа и во автобусот на Бесатранс. Луѓе загинаа и кај Ласкарци. И ако зборуваме за коруптивен систем со години, до лани 7 и кусур години вие бевте, може да кажеме, сериозно важен дел од коруптивниот систем. Но што е овде издавањето на Македонија, кој го кажа на старт? Ке дознаеме ли? Зошто Венко Филипче од СДСМ зборува за случувањата во Србија, Вучич и Нови Сад? Ке ви објаснам.
Изгледа дека решиле да примена некоја нова стратегија во која Мицкоски ќе го лепат за Вучич, а случувањата во Македонија ќе ги лепат за случувањата во Србија. Зошто тоа би го правеле? Кој ѓавол ги знае? Може имаат нов пиар советник од српската опозиција или може би е некој бугарин во прашање, не знам. Не знам ни дали има милиграма логика во истото, бидејќи поим немам каков е рейтингот на Вучич во Македонија. Немало зошто да ме интересира. Но она што ме интересира од стручен аспект е што по ѓаволите зборуваат овие државотворциве од СДС кои те од непостоечки мигранти ќе не спасуваат, те Вучич во Србија ќе го уриваат. И тоа прашање ќе го анализираме во овој воведен дел. По првиот протест на младите, студентите од Факултетот за драмски уметности на Белградскиот универзитет, непознати лица, кои подоцна се покажа дека се членови на владеачката партија СНС на Вучич по налог, ги претепаа со стапови и палки мирните демонстранти. Дали го слушате што зборува? Започна со ВМРО ја предаде Македонија и сега продолжува со тепање студенти во Нови Сад. Ај вие дали слушате? Тој дали слуша што зборува? Уште да кажеше Тошковски да поднесе оставка за тепањето во Нови Сад и срекна нова година. Веднаш потоа започна напади врз новинари, газење студенти со автомобили и физички пресметки со неистомисленици ширум земјата. Гледам каде оди. Ајде, да не откривам, интересно ке е ова. Мислам интересно за анализа, инаку е за греот. Насилни апсења на мирни демонстранти, постојани притисоци од полицијата, контролирано обвинителство и разни криминални групи. После сето тоа Србија се крена. Уште е во Србија. Мала му е Македонија на овој калибар. Или пак си вика, ако овде на избори не ме сакаат, кога ќе почнам српската опозиција да ја фалам, ќе ме обожаваат. Може и премиер на Србија ќе стане. Луд и незаборавен прес е ова. А тек смо почели, што би рекле србите. Протестите траат веќе една година, студентите бараат избори 6 месеци. Вучич не смее да ги распише, затоа што ќе ги изгуби по луѓето на МОК, бидејќи знае дека ќе одговарат и тој и неговите партиски послушници. Не чинит работава. Ајде да скратам. Венко сака да ве уплаши, како и обично. Тоа им е стратегијата деновиве. Да се плашите од прво мигранти, а сега и од тоа дека Мицкоски ќе стане како Вучич кој владее 14 години во Србија. И тоа го кажува 3 дена од како Мицкоски самиот одлучи во врвот на политичката моќ да каже дека за 4 години повеќе нема да биде претседател на ВМРО. А Венко после бродолом на избори, наместо да понесе одговорност за поразот, ги избрка сите освен себе од раководството, бидејќи така се прави тоа. Кога губиш фудбал 7-0 на пример, ги бркаш сите играчи, а само тренерот останува, нели? И сега, кај во Македонија си ја оправи партијата, па и со Србија се занимава. Со студенти, моќта и криминалот на Вучич и така натака. Абе да не му подметнале грешен говор на пресконференцијава тоа советниците негови, тоа е сигурно дека е грешен говорот, ама тој некако со кејф и намерно го чита, бидејќи сака да се плашите од Вучич, односно од Мицкоски кој ќе станел како Вучич, а лудо и незаборавно ви велам. Ова сценарио го гледавме кај нас пред 10 години за време на владењето на Никола Груевски и Сашо Мјалков. За време на владењето на ова исто ВМРО ДПМН, кој денес ја крои судбината на Македонија. Груевски, кој од Будимпешта управува со Македонија. Ајде, Груевски од Будимпешта управувал со Македонија и затоа Мицкоски ќе станел како Вучич, бидејќи веројатно Груевски од Будим управува со Србија, а од Пешта со Македонија. И во слободно време се препукава на Фејсбук со твојот идеолошки гуру Заев, пишувајќи за некакви бизнис, сделки со Русија кои можеби и заеднички ги имате, кој ѓал ве знае. Елем, давај Венко, петок вечере луѓето имаат право и да попијат по некоја, па овие приказни се супер за со 2-3 ракии. Почитувани граѓани, нема да може. Синоќа се случи инцидент. Повиците за насилство, представници и симпатизери на власта, резултираа со најголемиот медиумски инцидент после упадот во А1 телевизија од 2010 година, физички напад во живо на новинарите на Инфомакс, додека траеше програмата. Ајде. Стварно мислам дека темата со Инфомакс е исцрпена. Сите го осудија насилството, а филмот дека ВМРО му го пратило тој глупиот на мечка исто така испадна малку расипан. Бидејќи според виденото се работи за еден
несреќен сплет на околности. Напаѓачот е очигледно троа фиу, како што сигурно мора и да бидеш некому дома да му одиш и да му кршиш. А тоа сигурно не го знаел. Мечка кога на истиот му рекол, знаеш кај сме, ела ако си имаш, или како и да беше тој коментар во емисијата. И не може бе од се политика да се прави. Знам дека таков ви е стилот. Кражба во малска продавница, ако има од панче оставка ќе барате, ама некогаш треба малку кочница. Но другарот Венче немаше кочница, никога сакаше хоророт во Кочани да го врзе со несреќата во Нови Сад, заборавајќи дека во тој наплив на политичка некрофилија под неговото будно око се случија некои хорори во Македонија исто така. Така што ќе заклучиме дека морал и совест има негативна нула во овој настап, па просто ќе оставиме да не води низ овие лудори кои некој му ги смислил, па да видиме до каде ќе стигне. Злоупотребата на власта и на моќта синоќа ја видовме на дело. Слободата на граѓаните и слободата на медиумите е загрозена. Глупости. Тоа е како да кажеш дека поради тепачката на комити и чкембари во Битола пред некој ден, страв ти е да излезеш на улица, додиш да си купиш бурек за појадок. Нема да чекаме да почне да испраќаат тепачи, силеџи по домовите по српскиот модел. Ете го бе, Коселски буквар го прочитавме. Вучич и Србија им се во реториката за да ја убрзаме чисто работава. Македонијо, остај ти за кого гласаш на избори убедливо и лани и годинава. Ке станат како Вучич за 10 години и овие. Па, ајде да не чекаме 10 години, туку веднаш да... Не знам што ќе направат. Ајде да видиме. Ова интересно станува. Српското сценарио на ВМРО ДПМН започна синоќа. Зошто токму синоќа? Како што знаете, повеќе денови наназад предупредуваме дека премиерот Мицкоски договорил преземање мигранти во Македонија. Чекај. Како од нападот врз Инфомакс, сега одиме на мигрантите, а тоа е некое српско сценарио во Македонија. Вау! Дајте бе едно пиво и за мене, не е лесно да се следи ова. Нема, а? Вучич ви забранил да ми давате, знам, мигранти едни. Батали Венко, продолжи си ти. Сите овие изминати денови бараме да одговорат. Дали е договорен план за превземање мигранти? Одговорија, нема таков план. Дали ќе им се дозволи и ќе им се даде престој? Нема. Дали ќе им се обезбеди работа? Може, како пишувачи на говори на председател на СДСМ. Подобри ќе ти ги направеле од овој. Refugees, welcome to Бихачка. Дали потоа ќе добијат македонски пасоши? Дали планираат да ги сместат во шатори или да им градат социјални станови? Да, и тоа дипломатски пасоши ќе добијат, а ќе им изградат станови, ама многу големи, па во становите ќе може да спијат и во шатори. Друго? И како што гледате, одговор нема. Цар, како што гледате, вели, одговор нема. Значи не го гледа одговорот секој ден, ама гледа мигранти кои не постојат. Тоа е проблем со видот. Но каков проблем треба да имаш за да поврзеш некакво предавство на ВМРО со нападот на тој шлакнатиот кај Мечка, со мигрантите, студентите во Нови Сад и владењето на Вучич? Тоа еден Господ знае што би се рекло. Ама сигурно се работи за нешто сериозно јако. Одговорот е јасен. Мигранти во јуни во Македонија. Ајде, мигранти во јуни во Македонија. Зошто не бе во април или во октомври? Кај баш во јуни? После вчерашното одбивање на владата да одговори на британскиот Таймс на прашањето за мигрантите, се потврди тоа што СДСМ изминатите денови го изнесува во јавноста. Се потврди единствено дека или живеете во подрум или отишло пилето. На Таймс, вели, владата не им одговорила, а цел државен врв наменски и посебно за љубов на Венко даде 100 изјави дека ова се тешки глупости. Така што се потврди дека тропаш тешки глупости, да. Пообидите. Фокусот да го префрлат на измислени вести, лажни обвиненија, пријави. На се, само да се дефокусира јавноста од горчливиот проблем со мигрантите. ВМРО измислувало лажни вести и поднело кривишна против Спасовски, веројатно на тоа мисли. Зошто? За да не се зборува за горчливиот проблем со мигрантите кои не постојат. Стручен човек би рекол, добро Венко, добро, кажи ми, мигрантите, дали се сега во собата со нас? По излекувањето и избегнувањето премиерот Мицкоски да одговори. До пролет, после пролет, ќе бидам премиер, нема бидам премиер, на сите ни е јасно што се подготвува. Овде, ако некој знае што кажа,
До пролет, после пролет ќе бидам премиер, нема да бидам премиер, на сите им било јасно што се подготвува. Ако некој го разбра, пратете ми мејл со објаснување. Гајба пиво враќам и заедно со мигрантите ќе ја пиеме. По нашето последно обраќање, кога прашавме дали ВМРО ДПМН сака да го потпише документот, резолуција на предлог на СДСМ, со која собранието и владата практично гарантира дека нема да примаат мигранти и на тој начин ќе се реши оваа кризна ситуација, за да му дадеме гаранција на народот, за да ги смириме загрижените граѓани. Да сумирам, за да разберете. Венко измислува проблем и после поднесува резолуција која ќе биде решение на проблемот, за да се смирел народот, кој претходно зема да го плаши со измислениот план, договор за некакви мигранти. Политички фори за тапаци. Цел државен врв, јавно пред камери вели, нема таков план, не постои таков разговор, нема да има никакви мигранти. Ама, тоа не му е доволно да се смири, туку сака резолуција да подпишела ВМРО, за да му го валидира глупиот муабет за мигрантите и тој да биде спасителот кој ќе спаси Македонија од Вучич, пардон, од мигрантите. Од мигрантите и од Вучич. А СДС не можеше да ја спаси од левица. Мери му ум. Изминатите денови гледаме како избегнуваат да одговорат на едно многу едноставно прашање. Да или не? И свативме, одговорот е не. Ако прашањето е дали некој ве рачуна за озбилни, а може би и за нормални со овие муабети, и свативте дека одговорот е не. Конечно нешто исправно сте сватиле. И сега е апсолутно јасно. Избори се планирани на пролет. Ајде, избори сватил дека ќе имало на пролет, затоа што не е подпишана резолуцијата на СДС за мигрантите. Ама има уште луѓе, уште појако од ова. И сега е апсолутно јасно. Избори се планирани на пролет. И по моделот на Вучич, ќе има литиум, нема да има, сепак има, без да каже по изборите, Мицкоски сега со истата техника сака да го протне проектот Мигранти за пари. Знам дека е тешко за разбирање, затоа уште еднаш ќе ви го пуштам. И по моделот на Вучич, ќе има литиум, нема да има, сепак има, без да каже по изборите, Мицкоски сега со истата техника сака да го протне проектот Мигранти за пари. Се надевам дека ќе има литиум за сите на кои им е навистина потребен. Кој знае каде во медицината се користи литиумот, веднаш ќе ме разбере. Сака да замачка очи на народот, да го изврши ова страшно дело, за поизборите да се обиде да си добие уште 4 години власт, за да има време да ги избрише трагите на една од најголемите измами што граѓаните на Македонија ја доживеале во својата историја. А да не му пишувал говор бе некој пијан српски чет GPT? Прво, како се бришат трагите? Ако премиерот вели нема да има мигранти, а мигрантите од Британија дојдат. Како се бришат трагите, мајсторе? Не е ова набавка на вакцини од Хонг Конг, за луѓе зборуваме. Знаеш дека се луѓе, тоа мигрантите кои ги зборуваш, така? Или пак ќе ги донесат во Македонија мигрантите, па Мицкоски ќе ги скрие во подрум. Леле мајко, што не имат најдено. Доста ни е од лагите на ВМРО ДПМН. Синокешниот напад врз новинар и медиум е само почеток на заплашувањето. Ајде, сега од мигрантите сме назад на Инфомакс. Па кажи дека ќе не тепаат сите што нема да ги гушкаме мигрантите. Кажи, жити мене кажи. ВМРО ДПМН не може да дозволи пред избори народот да дознае дека ја издале Македонија. И затоа секој ден ви праќаат некој да ве бумбари на пресконференција, додека ги кажуваат овие скриените тајни кои ВМРО не може да дозволи да дојдат до јавноста. Сега и мене ќе дојде некој да ме истепа зашто ја пуштив оваа твоја пресконференција. Ајде, спремен сум. Ги повикувам сите медиумски здруженија да застанат во одбрана на своите колеги. Не треба да ги повикуваш, дечко. Ти дури стана од спиење, през да одржиш, сите веќе застанаа. Нема да дозволиме да не вратат во медиумскиот мрак во кој живеевме 10 години под нивна власт. Мрак кој денес го гледаме во Србија. Ете ти, пак и Србија е во равенката. Литиум, мигранти, мрак. Каков застрашувачки коктел спремил мајсторот, свака част. Ги повикувам надлежните институции веднаш да се ослободат од стегите на ВМРО ДПМН и да почнат да се вршат
својата работа. О, ти пак повикувал. А бре, МВР за 4 минути дошло и го собрало дивијакот од редакцијата. Ама ни тоа не го видел шизикот Венко, бидејќи бил на подрум, бил кај мигрантите и нашле литиум таму малку и знаете после. Поради сето наведено, ги повикувам на состанок сите релевантни политички партии, невладиниот сектор, граѓанското општество, студенти и угледни поединци, да ги договориме следните чекори. Ајде, ја повика цела држава да ги договореле следните чекори со него. Политичкиот дудук кој изгуби како магаре на избори и сега снима хорор филмови со литиум, мигранти и медиумски мрак, за да ја спаси Македонија од злото, кој ние не го гледаме сега, ама не сме далеко види како него. Па затоа ни доближува, сликајки ни нам простите дека ќе биде исто како во Србија за 10 години. Неверојатно е. Абе, оди земи работи нешто, мајко му стара. Сите како еден, сите за Македонија. Трогателно. Да ги искористиме сите демократски механизми за да спасиме државата од предавниците ВМРО ДПМН. Викајте, доктор, озбилна е работава. Да спасиме земјата од српското сценарио на пропаст. Абе, викајте, доктор, не се зафркавам. Да сите им е јасно дека ако влеземе во тој модел, Македонија може да запре, а сега гледаме дека сериозно веќе успоривме. Е како сега, ако влеземе во тој модел, Македонија ќе запре. Нели сме бе во српско сценарио, литиум, мигранти, тепање студенти? Тоа може да го загрози и онака разнишаниот систем и да доведе до ситуација во која што нема да има пари, ниту за плати, ниту за пензии. Страв. Плаши се, народе. Може да нема пари за плати и пензии ако станеме како Србија за 10 години. Изјава на Венко Филипчич, српски опозиционар. Тоа може да го загрози и онака разнишаниот систем и да доведе до ситуација во која што нема да има пари, ниту за плати, ниту за пензии. И ова е само еден дел од тоа што може да се случи. Кажи го и другиот дел. Да знаеме се треба. Гледаме дека Србија се соочува со голема криза, Абе, аман со Србија, човек, шо ти е? со можни финансиски санкции, со недостиг на нафтени деривати и газ, што може да предизвика целосен економски колапс. Добро, и? Македонија не смее да го чека ова сценарио со скрстени раце. Кој е сценарио, бе? Дали стварно излезе на пресконференција да го плашиш народот дека ќе сме станеле како Србија и како доказ да понудиш измислени мигранти и некој насилен шупак кој го сватил буквално повикот "Ела бе, знаеш каде сме"? Дали со Србија ја плашиш Македонија, дечко, опасули се, што ти е? Гласајте за СДСМ, иако кадрово сме вакви какви што сме, а програмски никој не ни верува, ама ние ќе спречиме да стане Македонија како Србија, бидејќи според нашето конзумирање литиум така ни се гледа работата и гледаме мигранти на секаде, а деманти никаде. Дали стварно ова го зборуваше лидерот на опозицијата кој како магаре беше поразен од народот пред месец дена, па сега зема да го плаши истиот народ со Вучич, со Србија? Ова истиот кој вели кариера давам за уставни измени, со Вучич ке го плаши народот на Република Македонија. А колку е отидена работава? Македонија мора да се одбрани. Од вакви луди идеи. Почитувани граѓани, ВМРО ДПМН поради своји лични интереси ја издаде Македонија. Не сте нормални, жими све. Сега е време сите како еден да застанеме во служба на нашата татковина. Друга немаме. Ова е најлошиот говор во историјата на македонската политика. Фул стоп. Да ја превземеме во своји раце судбината на Македонија. Да се вратиме на единствениот исправен патот на слободна, успешна, просперитетна европска Македонија. Немам пристоен коментар. Ела преземи ја, дечко. Соберете се вие десетина, влезете во влада и степајте ги сите и преземете. Или ќе собереш народ, можеби на протестот за измислените мигрантски кампови и така ќе ја преземете во своји раце. Преземени едни, со преземени говори од српска опозиција. Народ не ве сака, па ќе го плашите со бабароги, вучичи, литиуми, тепање студенти и мигранти. Мизерници по учебник. Време веќе нема. Мораме веднаш пред да биде предоцна. Ајде, што чекате? Бидејќи борбата започнува денеска. Ау. И благодарам на сите, наскоро ќе се јавиме и ќе ги објавиме нашите следни чекори. Благодарам за присуството.
Па сега слобода на медиуми, ама без прашање од новинари. Што има па да прашувате сега и вие многу? Слушајте само што ќе ви каже Венче, нели? Слушај го Венко. Аплауз на тераса во 18 часот, бидејќи ја спасува Македонија секој ден од мигранти и тоа е тоа. Ке си чекате за следни инструкции. Кога ќе биде маршот за мигрантите, ќе ви соопшти. Се надевам, нема да се поклопи со маршот на Али Ахмети за командантите на УЧК во Хаг, кој пак според него процеси во Хаг биле резултат на измислените обвинувања од Русија и, точно така, Србија. Двајцава лидеришта со многу слична, да не речам иста агенда. После црвениот картон од народот на изборите, те со мигранти, те со команданти ќе пробаат да се легитимираат кај народот, наместо да земат да работат нешто за разлика. Катастрофа, ама забавна за следење. Одиме на разговорот во студио. Вечерва имаме на опасна четворка со која ќе си думаме убави нешта. Научни нешта, македонски нешта и реална борба за достоинството на Македонија, за разлика од овие лудориве кои ги гледавте досега. Нашиот Бране го знаете, ама што ќе кажат Владимир, Стојанче и Михајло, ќе до знаете. Останете со наследи на вистина убава емисија. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу петочно издание продолжува со разговорот во студио. И тоа бога ми ќе имаме разговор, бидејќи имаме една опасна, голема, сериозна екипа, научно подкована. Веројатно сите се тука или ќе бидат доктори на науки, освен мене, мајко му стара. Бране, да се смениме со местава, ти да си водиш. Може. Тетовско-скопска екипа, така? И гостиварска. И гостиварска? Леле, како ќе сгрешев сега, види. Откај што е жената, нели? Да, и ти стануваш малку од таму. И ти, така е. Да ја представам оваа екипа. Ќе почнам по обратен смер. Може? Да, може. Професор доктор Михајло Марковиќ од Универзитетот во Тетово, Стојанче Костов од Институтот за фолклористика Марко Цепенков, етнокореолог. За фолклор, извини, за фолклор. Етнокореолог. Владимир Груевски, докторант, тоест така докторант, Да, така. по историја Историја на Македонија при Институтот за национална историја. Така, кај професорка Наташа Котлар ќе докторираш, добро. Мики втор пат во емисија, вие двајца по прв пат и по 368 пат во вечерното шоу, мојот ководител и некогаш и продуцент и организатор, вака. Мојот партнер во вечерното шоу, доктор Бране Светозаровиќ. Добро вечер на сите, добро дојавте. Благодарим. Затоа сакав да завршам со бројката на гостување. На шала, на смеа, ти си ми во едно 8 до 10% од сите емисии што ги имаме направено присутен, зашто ми е особено кеф и тој тренд да го задржиме, Бране. Така е, чест ми е, нема што и можеш и да ме представуваш од ТВ Алфа, дека доаѓа. Точно, Бранислав Светозаровиќ од ТВ Алфа. Нема да така. сгрешиш. Бране, што ќе разговараме со нашите гости вечерва? Да. Дали ви ги викна како публика да слушаат, дури ти ни ги кажуваш твоите работи или не? Шега на страна, повод, а не причина е еден неодамнешен настан. Прв чином таков кој што го организираше Глобалната македонска фондација Вечна. Прв пат во оваа емисија зборуваме за фондацијата Вечна. Просто чекавме да се, нели, да започнат конкретните активности и да обзнаниме малку со што се занимава оваа фондација. Таа е основана од нашиот драг пријател, голем борец за Македонија, Ацо Крстевски и неговата сопруга Грозданка И синот Мирчо, да, голем поздрав за основачите на Глобалната македонска фондација Вечна. И во организација на фондацијата пред колку, 2 недели некаде? Да, така нешто, да. 15 на 20 дена во манастирот во Лешок се одржа еден панел, една научна презентација посветена на Кирил Пејчиновиќ или Свети Кирил Лешочки, така. Така. Бране, може ли да преземиш од тука, да објасниш збор 2 за фондацијата Вечна, бидејќи ти си, да не речам, секојдневно во контакт со Ацо, кога е Ацо тука, кога не е во Германија, така е, да. Со какви идеи, што би рекле нашите најдобри пријатели, е формирана оваа фондација и ете зошто првиот настан
го одигравте локал патриотски со вашиот Кирил Печинович, не со Свети Климен, например, ни Охријани. Да. Глобалната македонска фондација Вечна е регистрирана во јануари оваа година. Инаку главната идеја беше да се поттикне науката, значи преку таа фондација да се поддржува науката, пред се историјата, јазикот, фолклорот, се она што го одбележува македонскиот народ со своите особености. Идентитетските прашања се разбира се на врвот. Луѓето забележаа дека за многу науки има доста и поддршка, меѓутоа за некои науки не само што во одреден период немаше поддршка, туку се обидува и да наставата по тие предмети да ја анулираат до крајна мерка, така што ете семејство кое на македонци кои живее во Германија се одлучи на ваков начин да помогне и се усмери во повеќе правци. Еден од нив е секако поддршка на млади докторанти кои ќе работат на теми поврзани со идентитетските прашања и клучните прашања од историјата на македонскиот народ. И еден од нив седи на десно и од тука тебе. е до нас Владко. Фактички глобалната македонска фондација Вечна е дел од она што јас и ти сме си го нарекувале колоквијално подземната република, така? на некој начин кога кога институциите да, има во тоа шега, ама има и вистина голема, а тоа е дека кога некаде затајуваат институциите, почнува народот да реагира и бара начин како да помогне, затоа што чувството дека чувство на загрозеност постоеше кај огромен број од македонците, особено нели и тоа го чувствува на своја кожа оние кои се и надвор од Македонија, кои многу ги боли таа состојба во која се најдовме, така што ова беше една природна реакција, би рекол. Но сега фондацијата Вечна сака да поддржи се она што е на највисоко академско ниво. Затоа, например, ќе ги поддржува и проектите за истражувања од археологија до историја, до јазик, фолклор и така натаму, но во исто време ќе покрај поттикнувањето на младите научници ќе финансира и некои проекти, истражувачки проекти за издавање на некои книги и така натаму, но и една многу интересен серијал сега, значи, кој го започнува токму со овој настан што го најави, ова панел дискусија, таа ќе продолжи понатаму, ќе се повикуваат еминентни историчари по одредени научници воопшто, ќе се по одредени теми и тие ќе се организираат на различни места во Македонија, се со цел да се поттикне повторно да добие едно силно и академско, научно ниво, она што на нас не е потребно во овој момент, како што рече во една прилика за мојата книга Македонци, еден наш човек од Америка вели, ова ни представува на некој начин лек против она нарушена самодоверба која се е резултат на бомбардирањето на пропагандите од надвор од Македонија. Точно така. И на тука организираноста на нашата наука генерално од 45-та навака со игнорирање на некои теми што не треба воопшто се игнорира. Имено, така не можеме да бегаме од тоа и треба да се соочиме, напротив, треба и да ги реафирмираме вредностите. Тука Вечна навистина дава свој одличен принос. Првиот докторант може Владко или Владимир, како се? Како сакате. Кој ќе докторираш Владимир ќе те вика. Шегата на страна. Добро, Владимир. Што значи тоа да си прв докторант, ти ги финансира докторските студии, истражувањата кои што ги водиш, на која тема со кој дел од историјата се
бавиш ти, зборувај малку за себе. Во ред, најпрво да ви се заблагодарам за укажаната можност и поканата да бидам дел од вашата емисија. Вака, да им се заблагодарам најпрво на основачите на фондацијата Веча, кој што застана зад мене, не само за материјална поддршка, туку и морална. Темата која што ја обработувам се однесува на италијанската надворешна политика кон македонското прашање од 1870 година се до 1939 година. Многу интересно. Да, точно така, особено затоа што многу малку се зборува. Токму за тоа, например, се знае за американската надворешна политика кон македонското прашање, почнувајќи француската, од 500 година, француската, австриската и така натаму. Но за италијанската најмногу, тоест многу малку се знае, со исклучок само на Кочо Сидовски, кој што пред, да не грешам, 40-тина години, 50-тина, напишал книга за италијанската надворешна политика кон Македонија и сметам дека треба уште потемелно да се Многу интересно. да се истражи. Сега кога се сетам и со изворите кои што Бране ги цитира често, италијани скоро и да не сме зачекале, бидејќи веројатно тие податоци чекале да бидат обработени токму сега. Така, Лути ли ни се тие што пастармалија сме направиле, а не пица и имале специфичен однос кон нас, или биле добри вака? Или генерално како и за сите, интересот нивни кај ќе ги води, таков и нивниот став? Видете, во надворешната политика треба да имаме предвид дека нема вечно пријателство и нема вечна љубов, Нема емоции. туку само постојат вечни интереси. Меѓутоа, италијанската надворешна политика од страна на македонската историографија е гледана во позитивен контекст. Тоа За тој период зборуваме или генерално? За тој период. Веќе во Вака тоа заборавив, светство имаме проблем малку. да, заборавив само да напоменам, во право сте, темата на која што магистрирав пред неколку години беше италијанската надворешна политика кон Македонија од крајот на 19 век се до 1919 година, тоест до периодот на Версајскиот мировен договор. Баш токму за тој период алудирам дека македонската историографија гледа позитивно на италијанската надворешна политика и затоа постојат бројни сведоштва и дипломатски извештаи од тој период. Италијански весници од типот на Ла Стампа, Аванти и Кориере де ла Сера пишувале за состојбите во Македонија во предилинденскиот, а најмногу во постилинденскиот период, кога огромен дел од македонското население се соочува со репресали од страна на тогашните османлиски власти и од страна на терор на соседните пропаганди од соседна Бугарија, Грција, Србија. Воедно Како гледале тие во однос на македонското? Сега сакам, извини, љубопитен сум по природа, емисија не е посебно за кога ќе докторираш, ќе си направиме и посебна емисија да ги изнесиш сите факти тука, но на кратко само вака ме интересира како гледале тие во однос на нашата национална борба, да речеме, не знам, Гарибалди бил инспирација за сите на Балканите, тука имало ли некој таков сроден сентимент или пак ни в Албанија име поблиска од нас, географски, што значи кога е во прашање спроведување на интересот, прво се обрекаш на друга станица, од друга страна Албанија како проект на Австро-Унгарија, башка политика си има, сме имали ли контакти со нашите пријатели во Италија? Да, точно така. Еве, например, ако почнеме од револуцијата на Гарибалди во Италија, имало македонски доброволци кои што се бореле за тогашната италијанско-ослободителна кауза. Морам да кажам дека меѓу нив бил еден охриџанец по име Георги Капчев, кој што бил воедно близок пријател на Џузепе Гарибалди, а тоа го има и во самите италијански извори. И браво. Да, еве, кога сакате ќе ви донесам и материјали за тоа. Ние охријани и римско имаме вака во нас. А и ремијаните имаат охридско. Точно, Бране, да, точно. Јас пици, од кај мислиш, од кај ми мене љубовта кон пиците? Така што
воедно и за време на Линденското востание има сведоштво дека дошле и италијански доброволци да се борат на страната на македонските бунтовници. Не, зашто е интересно. Да, сепак гарибалдинци. Нели да се борат во Македонија и Епир. Така било нели обележано во тогашните историски извори. Нели италијанските вестници сепак пишувале дека Македонија е угнетена и дури и апелирале нели до италијанската влада на пример да интервенира на Балканот. Меѓутоа треба да се земе во обзир фактот дека Италија се залагала за статус кво на Балканот. Дипломатско решавање на... Точно, дипломатско решавање. Има и сведоштва каде што например италијански дипломати и дури италијански воени лица имале средба со средби со водачите на македонските револуционерни движења. Например, тука се спомнати италијанскиот генерал Еторе Лоди, особено генералот Емилио де Џорџис, кој што се залагал за спроведување на реформи во османлиската жандармерија во Македонија, а во неговиот роден град дури има и како спомен плоча каде што Македонија е спомената во тој период. Многу интересно. Здравје, понатака можам да ви приложам и слика. Ајде, кога ќе си направиме посебна емисија, апсолутно се тоа ви прошено. Сега во светло на активноста на Глобална македонска фондација Вечна, еве одлична прилика прво македонската историографија да се запознае со досега непознати факти за неја, вака ние обичните цивили уште еднаш да се потсетиме дека нели светот не е таков црно-бел како што сме го учели или како што мислиме, како знаеме, туку секогаш може да се изненадиме и со нешто ново, а случајно пред 100, 120, 150 години. Така да од тој аспект супер, браво ти, продолжи просто со исто. Кога да очекуваме вака да фрлате капи вие докторите? Не, Се без притисок, ама... Не, сега го без притисок. Ацо ме замоли да праша. Вака, штом Знам, во рок од неколку години истражувања. Да, сепак долгогодишни истражувања се и посакувам и се надевам тоа да се заврши што е можно побрзо, нели да се испочитува рокот на кога и да е вратата тука е отворена. Ќе се изборуваме, се разбира и понатака. Сакам да ги прашам Стојанче и Мики, вашиот контакт со фондацијата Вечна, каков и импресиите во однос на мисијата и визијата? Стојанче, повели. Да, мојот прв контакт со Глобалната македонска фондација Вечна беше некаде по основачкиот настан кој што се одржа во Музеот на македонската борба. По тој период дознав дека оваа фондација навистина поддржува млади истражувачи, поддржува проекти кои што се од областа на фолклорот, на историјата, на археологијата и генерално на културното наследство на Македонија. И јас како истражувач на народните ора во Институтот за фолклор имав повеќе проекти, да кажам, записи во однос на орската традиција, кои што на некој начин не успеа да бидат поддржани од одредени институции. Јас аплицирав за мојата следна книга која што би работел и тие го прифатија тоа и сватив дека се работи за една фондација која што навистина сериозно ќе се грижи и ќе инвестира во сите истражувачки проекти, како што претходно и професорот Бранислав напомена. И понатаму навистина стапивме во контакти со господинот Мирчо Крстевски, кој што е председател на самата фондација и веќе се вклучив во повеќе активности. Па дури ми предложи да бидам и како културен амбасадор на фондацијата, што навистина мене ми представуваше особена чест и задоволство и навистина се надевам дека во иднина ќе имаме уште многу вакви активности, како претходно што споменавме за гласот на вечноста, и дека во иднина ќе следуваат многу публикации кои што ќе бидат поддржани од самата Глобална фондација Вечна. Одлично, само едно подпрашање без желба да отвараме тешки длабоки теми, но што значи тоа, еве, Симол трудови кои што биле
одбиени на конкурс или е тоа или как? Па да. Зошто? Кои се причините? Па не, Што наведуваат знаете таму како, стручњаците? генерално тоа се, да речеме, комисии каде што има одредени приоритети. И јас секој пат на шала велам, фолклорот е некако последен приоритет, но за жал така е во изминативе години, иако, да речеме, Во Бугарија не е така. проектите на Институтот за фолклор во најголем дел поминуваат, меѓутоа сепак, нели, во одреден приоритет не е како, например, за македонскиот јазик, за некои литературни дела и така натаму, фолклорот некако е, можам да кажам, маргинализиран, но и покрај тоа ние наоѓаме начини како да ги издадеме нашите изданија и како да ги финансираме, дали самостојно, дали со некакви други поддршки, така што морам да кажам дека, еве сега и во името на Институтот за фолклор ке зборувам, без разлика на тоа што имаме ограничени буџети, оваа година Институтот за фолклор, еве ќе се пофалам дека слави 75 години од своето постоење и како еден огромен значаен настан за нас и за Македонија беше отварањето на изложбата Македонија во 1900 година, каде што беа презентирани фотографии од експедицијата на Никодим Павлович Кондаков. Тоа е еден руски истражувач кој што истражувал на овие простори во тој период и по иницијатива на тогашната во 2001 година директорка на институтот Севим Пиличкова, сите тие материјали, сите тие фотографии се донесени кај нас во институтот и се чуваат грижливо. И пред 2 недели во Ману на отварањето ја направивме таа изложба и имаме исто така и фотомонографија која што може во иднина, нели, да дојдеме и да промовираме овде со нашиот директор. Патеписец бил или само фотографирал? Тоа е експедиција. Да. Аха, експедиција. Од царот подпишан. Имаме и записи, Така, значи Тоа е една од најголемите, најзначајните експедиции на Руското царство, фактички преку најеминентни професори, меѓу кои се тука и професорот за јазик Лавров, Кондаков, значи имало археолози, имало филолози, имало они кои се занимавале општо со битието на македонците, така што може да се каже дека во тоа време од највисоко ниво. Во вториот том имаме нешто од таму помесно? Има дури се спрема и нешто друго, поголемо. Ова и само да ви го објаснам. Ова издишувањето меѓу двете реченици беше како да се клонирам. Како да се клонирам, да имам уште 2-3 верзии од мене. Да. За да може да ќе се снајдеме некаде. Ќе се снајдеме се. Така се снаоѓале низ. Да, се извинувам што упаднав и ова да подсетам, нели, подпишавте и со вечна договор за директорот меморандум. Така, директорот вечна подпишува и такви меморандуми за соработка со институции различни. Супер. Да, тоа се случи неодамна. Директорот Зоранчо Малинов заедно со основачите на фондацијата Вечна подпиша меморандум за соработка кој што ќе биде, нели, од областа на истражувањата за фолклорот, организирање на дебати, на научни симпозиуми во иднина, не само овде кај нас, туку и планираме тоа и во диаспората да го прошириме, така што Вечна на вистина сериозно си ја фати работата и со повеќе институции има подпишано меморандуми за ваква соработка. Супер, тоа е дел таа подземна република што ја зборуваме. Сега до пред година и пол беше особено активна. Сега, нели, работите се менуваат лека по лека, но пример да не бил Бране сам да си ја финансира македонци првиот том, немало да го види светлото на денот. А што тоа би значило, може само да замислуваме. Еве, задоволство имам да кажам, да си дозволам да си кажам дека мојата работа беше директна инспирација за создавање на Вечна и присуства во Германија, во куќата на семејството Крстевски, кога се развиваше идејата и се донесе одлука и за името, така што на некој начин сум поврзан со целата историја. Тоа сме тие луѓе кои што какви да се условите, нели, ако не може
горе одиме во подземјето и делуваме. Сакам тука ги пофалам, например, Социјалистичка партија и Лјупчо Димовски. Неколку издани имаат за Гоце Делчев монографии и други кога државата не издаваше ништо. А народот имаше потреба, бидејќи специјалната војна беше на најако пуштена. И сите кои што генерално тоа го правеле, тие што делуваат лукративно во науката, си ги знаеме, нека се живи и здрави, тоа еден од нив не е проф. Д.Р. при УТ Михајло Марковиќ, сакаш да заокружиш нешто за вечна или... Па да, Ајде со задоволство, затоа што вечна е навистина вечна и се надевам дека вечно ќе трае. Семејството Крстевски дава неверојатен прилог во македонистиката, воопшто тука влегува историја, фолклор, јазик, сите оние сегменти кои што Македонија и македонците ги прават она што се денес. Вечна прави еден спој на минатото и иднината. Тоа што го правили Кирил Печиновиќ. Токму затоа и со мене ги носам подароците од владиката, фототипните изданија на Огледало и на Утешение грешни, кои што се неверојатен прилог исто така кон покажувањето на старомакедонскиот јазик и на неговиот милениумски континуитет. Фондацијата Вечна и семејството Крстевски презема една голема иницијатива која што се гледа дека веќе раѓа со плод, затоа што Вечна представува нешто што досега Македонија и го немало во вака отворен формат. Точно, како што кажа, некако како подземје. Мораше еден период да се функционира од причина што... Меки после 34 години државност, навистина, ако имало друга фондација што тоа го правила, се извинувам, но мислам дека за прв ваков пример зборуваме, само за споредба, бидејќи мора да зборуваме во контекст и во време. Фондацијата Българска памет на Милен Врабевски постои со децении. Нели тоа е оној, тако речи, технолошки, медицински магнат, кој што овде ги финансираше Цар Борис клубот, Ванчо Михајлов клубот, Малбитолски Монмартар што го зема под свое, го избугари тотално и така натака. И на бугарски телевизии си кажува која му е емисијата, тука е оној сладкоречив мецена и така натака. Тој е оној кој што барал начини каде да пробуши во црковното ткиво, па се трудел во Струмичко, не успеал, но успеал да пробуши сепак некаде на западот на Македонија, да не кажам каде бране, да не викаат пак во Бигорски да разговараме. Но има начин и може, пример, ако си правиме слободна анализа, да кажеме дека такви фондации во другите земји се као коверт операции за службите и дека работат и црни пари на службите. Овдека имаш ти едно семејство кое што до последен денар што имале зашто е да го ставиле тука, рекле ајде луѓе нешто да правиме. Бар да беше тајна операција на држава, јас ке бев многу среќен, озбилно. Пресреќен ке бев. Овдека официјалните операции кубурат со средства, камоли па некакви тајни да се. Затоа, чисто од тој аспект, многу ми е кејф и ми е мило што ги слушам вашите позитивни впечатоци од ова фондација, а теке во зародиш, теке на почеток, допрва нели ќе... Не е само наша инспирација, не е само наша благодарност. Јас мислам дека на Вечна треба да му е благодарен целиот македонски народ, па дури и државата Македонија, затоа што преку нив ќе се одвиваат многу гласови на вечноста. Гласот на вечноста е спој не само на јазикот од први век до денес, со оние аргументи кои што ги имаме од светите браќа Кирил и Методи и Свети Климент Охридски, па се до Блаже Конески. Значи, неверојатна спојка се направи. Благодарение на семејството Крстевски имаме и нова иницијатива, која што и Светозаревиќ е сигурно еден од иницијаторите, а тоа е создавање на училиште, можеби се уште не е официјално, но веќе имаме создадено, односно семејството Крстевски создаде иницијативен одбор за училиште за гласоечко пеење, што е традиционално пеење само на Тетово и заштитено е од УНЕСКО. Така е. Вечна
со она што го направи во Гласот на вечноста, го спои и духовното со тоа што присуствува и наши владици, Така е, особено поздрав за владиката како владиката Јосиф. наш Јосиф, така е, Гостиварско господин Јосиф. тетовски или тетовско гостиварско? Тетовско гостијарски секогаш добро, прво добро, мора да не е ме да тетовско. прашам јас, не. Многу реагираме бурно. Ама мојот владика е дебарско кичевски, Да, Немојте толку добро, емотивно. Шегата на страна. Ние тетовци велат сме големи локалисти. Дека многу си го сакаме она кај што сме. Викнете некогаш да локализирам со вас. Ќе локализираме, имаме договорено да локализирање. Што во сушност представува вечна дополнително. Семејството Крстевски навистина направи нешто неверојатно. Затоа што на настанот на кој што беше Гласот на вечноста присуствуваа еминентни професори, присуствуваа интелектуална маса, присуствуваше дел и обичен народ, бидејќи местото возможува определен број на гости само. да. Инаку имаше многу поголема заинтересираност. Сала во манастирот. Сала во манастирот која што служи токму за вакви настани, благодарение на манастирот ние имаме и простор каде што можеме да градиме наши културни, духовни, идентитетски обележја кои што ги имаме. Кирил Пејчиновиќ, односно Свети Кирил Лешочки, многу цврсто застанувал зад македонскиот идентитет. Тоа го говорат не само неговите дела, туку го говорат неговите следбеници, кои што зборуваат со каков жар работи на тоа. Вечна сака да го спои и ракописното наследство, кое што е и движно и незвижно наследство на македонците. На територијата на Македонија, јас веќе на настанот кажав дека се смета дека се напишани околу 150.000 ракописи. Знаете која бројка е 150.000 ракописи на оваа територија? Каде се ти? Сите скрипторски центри биле активни. Трескавечки скрипторски центар, Охридска книжевна школа, Кратовско-Злетовска книжевна школа и уште еден куп скрипторски центри кои што ден денеска е дискусија дали биле школи или пак само останале скрипторски центри. Секој манастир во Македонија представувал скрипторски центар за пишување на македонски јазик. Без разлика дали тоа ќе го наречеме старомакедонски или ќе го наречеме народен македонски. Старо Македонија. Аха. Или ќе добро, го наречеме македонски црковно-словенски јазик, како што варијанти имаат останатите словенски јазици, сепак сакале или не сакале, македонската теорија е општо прифатена во славистиката. Теоријата која што Јагит ја дава е славистички општо прифатена и е конечна. Значи, повеќе во славистиката не се дискутира дали старомакедонскиот јазик е оној извор на другите словенски јазици. Тоа е дефинирано. Сега Ние ова- зборуваме за нешто што продолжува. Другарка ти Кочева од Бан, откако ја Се угасија, лути, се лути. откако ја угасија Лани Бране со Драган Јакиовски, ја немам слушнато. Се лути, па Можда мисли... едно подолго. Ама нека, Така е, ко па се имаше лути? и тоа демек закани некои, као јас сум Да. укатувал. Мики, имам многу, професоре Марковиќ, пардон, имам многу подпрашања да ти искарам тебе, односно себе, зашто толку и ретко се гледаме во емисија, имаме за зборување. Ама сега го завршивме кругот околу Фондација Вечна, сакам малку да влеземе директно во делото, ти нели влезе веќе во делото на Кирил Пејчиновиќ, или како што не знам искрено сега, и можеби грешам, зашто колку луѓе знаат дека е канонизиран пред неколку години, 2022 година, дека сега Свети Кирил Лешочки тетоец. Така, Свети Кирил Лешочки тетоец. Значи, да тргнеме од самиот тој, сметам дека е факт, иако е нели на ниво на аксиома, дека стварно дури и таа информација меѓународот не е толку широко обзнанета, камоли па за подлабоко за неговото дело. Она што сме го учеле во основна школа, сме го учеле, кој малку повеќе чепкал низ историјата знае, но се работи за еден фантастичен човек, ќе почнам сега од кај Бране, вака да ни објасниш, сакаш по начинот по кој што настапи на панелот, или како? Ти си ководител на оваа емисија, во суштина, кој сум јас да ти кажувам тебе, Бране, што... Кирил Пејчиновиќ. Свети Кирил Лешочки тетоец всушност е, според мене, недоволно истражена личност и неговите дела. Некако остануваме на она животниот пат, ќе го кажеме, дека напишал две книги, ги објавил и така натаму, и има ракописи кои не се објавени. И
останува сето тоа некако со децении во некои академски кругови. Меѓутоа, со канонизирањето, мислам дека заслужува многу поголемо внимание, не само од аспект на тоа како науката гледа, туку да кажеме и од верски аспект, религиозен, јазичен, историски, било како, тој заслужува навистина поголемо внимание. И кога сега се навратив на него, бидејќи јас имам една монографија со Илија Петрушевски објавено за Лешучкиот манастир 2001 година. И сега после 25 години... Пред да го Сардиса, ти си ја спремал, така? Да. И после 25 години се навраќам на тоа и самиот гледам колку му недостасува на таа монографија уште многу попродлабочени. Добро, таа не беше наменета за Кирил Печиновиќ, туку за манастирот. Но, бидејќи сакам сите да зборуваме, јас само нешто ќе издвојам од она што, да речеме, како тема ми беше зададено од вечна за епохата на Кирил Печиновиќ и неговото влијание денес. Како она што ми падна во очи се неговите подвизи. Но неговите подвизи биле условени со може би уште поголеми подвизи претходно за да дојде до оној подвиг што сака да го постигне. И тоа во ова време е незамисливо. Треба да знаеме дека тој действувал, творел и така натаму, градел пред 200 години. Роден пред 255 години. Сега сме на прагот, а 180 години од неговото упокојување. Сега сакам да бидам малку појасен за 1871 е роден, 1771 е, а 1845 починал. Тој во неговиот живот... Мора имало македонци тогаш. Извини. Ворете, се ворет. Значи имаме, сум навикнал на тебе. Да. Така што ништо не може да ме изненади. Така е, колега. Работел, живел во навистина тешки услови, кои денеска не можеме ни да ги замислиме, а тој дел од тоа го опишува и во неговите книги, каде што самиот јавно се прашува зошто сме во таква состојба во која сме, нели, подол од калдармата, зошто не смееме зелено носи, така натаму. Се бори против неколку појави кои во тоа време не можеле ни да се замислат. Само ќе потсетам дека тој сето ова го прави, пишува книги на македонски народен јазик пред реформите во Османлиската империја, кога под притисок на западните сили се дошло до реформи, голема криза, Хати Хумајунот и Хати Шерифот, да не губиме време, во 30-тите и 50-тите години, таму е веќе предвидено дека може да се возобновуваат црквите и манастирите. Но тој тоа го направил 30 години претходно. Историскиот контекст, само да го даеме, премино меѓу 18 и 19 век, кога е тој најактивен. Тогаш оди по манастирите, таму се образува, таму се гради како, да речеме, се запознава со јазикот, со писмото, стекнува големо искуство. Бил во Богородица Пречиста во Кичевско, бил на Хилендар. Еве сега некои и нови имаме од Душко Синадиновски, некои нови така предизвици научни, дека бил и во Дечани. Потоа бил во Косово, потоа бил во Марковиот манастир, каде што успеал и да ја издаде првата книга Огледало во 1816 година. Освен османлиската власт, црковно како сме организирани во тој период? Тоа е период кога само функционирала Грчката Цариградска патриаршија. И во тоа е период кога нагласено се уништуваат старословенските ракописи
во Македонија начело со владиците локални. И со истиот проблем се соочува и Кирил Печиновиќ. И тој всушност тука го прави еден од клучните подвизи, за да може да биде просветител, за да создаде библиотека, тој морал прво да ја спаси, да ги спаси сите оние ракописи. Затоа се вели таму во одредени извори дека донел неколку товари книги во Лешучкиот манастир од Марковиот манастир. Зошто? Затоа што таму Грците ги палеле. Така е, таму бил грчкиот владика кој едноставно не можел да толерира такво нешто и бил прогонуван од него. Кирил Печиновиќ токму таму ја пишува и ја објавува огледало на македонски народен говор во време кога било најопасно да токму тоа да го прави. Сме го објаснувале делот и со Стојко, што значи таму болгарско, малгарско. Така е, тоа се сосема други термини, соционими и така натаму. Нити јазикот на кој што е напишан не има врска со бугарскиот. Ама ако има некој дома сега, знаеш, оние судиите, чисто да... Сакам да бидам по-пластичен за гледачите, што всушност, кој е подвигот. Значи, за да изгради, возобнови манастир, се извинувам, за да може да проповеда, тој морал да изгради или да возобнови нов манастир. Зашто во другите не можел поради тоа што... Значи, тој прави подвиг пред подвиг. За да испечати книга, тој треба да оди со магаре до Будимпешта. Таму е печатница? Во најблиската печатница. За да ја издаде втората книга, ја возобновува запалената печатница на Теодоси Синајски во Солун. Или бидејќи другите не сакале да му печатат или немало други? Немало. А сега може Бране за 15 минути со ChatGPT да напишеш да објавиш нешто. Затоа велам, значи тоа е еквивалент после 200 години да речеме како ние четворицата, овде петорица да решиме да возиме автомобил, меѓутоа мораме прво да направиме фабрика за автомобили за да можеме да возиме. Или застава во Охрид да ја возобновиме. Да ја возобновиме. Фантастично. Значи, ние зборуваме за подвигот на неговото печатење, а не зборуваме за тоа дека тој морал да финансира печатница во Солун запалена, за да се возобнови, за да може да испечати. Зошто човекот не се бавел со други работи во животот? Ко, например, да си тихува, да се моли на Бога или нивичката, нешто да си ја копа, туку... Затоа што тој светец... Затоа е светец, така е. Точно. Имал голема вера и верба во неговата мисија. Тој се соочил со сите проблеми на тоа бедно, сиромашно население, понижено, и тој објавува војна, тој води војна, нели, за да се бори против неговата беда, неговата неписменост, сиромаштија и така натаму, за да го ослободи дури и од суеверијата. Затоа што самиот народ во тие години на изолираност се оддалечило од вистинската вера. И тој затоа ги предупредува во двете книги дека треба да се враќаат кон верата, кон вистинската православна вера, верувањето, а не кон некакви суеверија за кои објаснува таму. Нели, носи волк, вика, да запод волк да го штити. Ако така било, вика, тогаш волците биле наши најголеми заштитници, така натаму се парафразирам, но така објаснува на обичниот народ за да може за да го свати тоа. И кога се заинтересирав за тоа кој ја купувал книгата, видов дека покрај многу семејства во Тетово, каде што и до ден денес се чуваат негови книги, ги има низ цела Македонија. Значи, луѓето биле гладни, жедни за нешто... На народен говор, што би се рекло. Така. Значи, тука
еве уште еднаш таксативно за да оставиме место за Тамам, други. фала ти. Пишува на македонски народен говор, се спротивставува значи на грцизирањето на македонското население. Отпор кон грцизацијата, борба против бедата и суеверието, печатење на книги, обнова на манастир, обнова на библиотека и просветителство. Значи, сето тоа, ако го земеме, е чудо, како што вели, нели, црквата, нели, за да биде светец, мора да биде чудо. Да. Но пред секој подвиг има уште многу поголеми подвизи да направи за да дојде до овие што ние ги препознаваме. Еве, за почеток тоа. Ти благодарам. Стојанче, што значи Пејчиновиќ и неговото дело за доменот на вашето истражување во Институтот за фолклор? Па вака, значи Пејчиновиќ за локалното население во Лешок и во Полок представувал навистина една голема личност. Тука само ќе се надоврзам на професорот Бранислав. Тој за да го возобнови манастирот морал да бара дозвола од локалните турски власти. Во тој период Абдулрахман Паша бил управител на Полок и прво немал целосна поддршка од самото население, меѓутоа двајца ковачи од лешочаните успеале заедно со него во една интересна дипломатија да успеат да ја добијат дозволата и тој го продава неговиот имот во Теарце за да може да дојде во манастирот, да го возобнови и да проповеда и да го писменува населението. Со самото тоа што веќе населението почнува да се образува на некој начин, да знае како да ги практикува традициите, да знае како да пее, да знае како да се изразува и по неговата смрт Лешочкиот манастир станува духовно светилиште за целиот народ во тој регион. И да речеме во однос на народната традиција, секој пат кога ќе треба да се направило некаков собор, најмногу за празникот Голема Богородица, тоа е на 28 август, како духовен центар и центар за културни збиднувања во тој период бил Лешочкиот манастир. Се правеле големи собори каде што се играле народни ора, значи се на некој начин било мегдан да се видат едни со други, да направат муавет што се случува во селото, кои се актуелни настани и така натаму, да разберат и помладите, значи тоа во тој период било место каде што го собирало целото население од Полошкиот регион, значи од Теарце, потоа Лешок, Јегуновце, Желино и така натаму. И вакви центри имаме повеќе во Македонија, меѓутоа овој Лешочки манастир и до ден денеска останува како духовно светилиште. Баш на Голема Богородица исто се случи. И во однос на фолклорот, еве кога правиме таква паралела, во Теарце имаме културно-уметничко друштво Кирил Пејчиновиќ, кое што е единственото културно-уметничко друштво што го носи неговото име. Значи, неговите дела, неговото дејствување во однос на се тоа што претходно го кажа професорот, оставаат белек и до ден денес. И со самото тоа во 2013 година е формирано културно-уметничкото друштво Теарце. И кога споменавме и гласоечко пеење, тие успешно тоа го негуваат. Пред 4 години добија гран при награда на Фестивалот за народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, како репрезенти од културното уметничко друштво Кирил Пејчиновиќ. Така што генерално и кај помладите веќе, особено од тетово и тетовско да кажам, меѓутоа мора и останатите македонци да знаат колкаво е неговото дело и треба на некој начин да се продолжува и што повеќе да се знае за него. Види, во суштина, сигурно си го стекнал како впечаток и ти. Нашата традиција е поекзотична секојаш за луѓето надвор од границите на Македонија. Овдека се уште изгледа нека треба некој пат да се изоди и така форца една голема да се удри со некоја веројатно посилна државна политика за да не се гледа на фолклорот и традицијата како на нешто
Пежоративно. Да, или застарено, ретроградно или не знам какво, туку напротив. Тоа е нашата традиција се. Американците имаат блуз, тие береле памук на нивите и се жалеле за животот. На крај завршува тоа со рок-н-рол, се е супер, ама сега ние имаме нешто друго. Океј. Секој нека слуша што сака, it's a free world, нека ужива во што сака, но должно е започит она кое што нашите баби, дедовци, прабаби, прадедовци наназад го практикувале. Патем гласоечкото пеење, мислам дека во Дебарца некако го викаат извикноечко и така. Има Така, има локални називи за секое пеење од да речеме од регионите, меѓутоа е конкретно за гласоечкото пеење, тоа е пеење на глас или на викање. Затоа што во минатото голем дел од населението користат за таа намена, ние било сиромашно и немало пристапи до народни инструменти, да речеме, како кавал, гајда и така натаму. Со текот на времето, нели, се изродувале мајстори кои што ги правеле тие инструменти, но глас, пеење, гласоечко или викоечко на викање, и затоа е така и заштитено како гласоечко пеење во 2015 година на репрезентативната листа за нематеријално културно наследство на човештвото. Значи на цела земја. Заедно со Копачка? Да, Копачката е прво добро во 2014 заштитено, а веднаш после не. Имаме 5 добра заштитени. Сега најново е гајдата како нематеријално културно наследство, значи како свирење и изработување на инструментот со турскиот тулум. Значи заедно со Шкотиве не се бунеа? Па до сега не. Го устав да ги внесеме шкотите, јас замолувам. Да, и во моментот имаме 5 културни добра, 40 значи празникот кој што се одржува во Штип, и тука имаме пролетните празнувања поврзани со Ѓурѓевден и Хадрле, значи тоа е исто едно културно добро кое што е заштитено, иако е во мислам дека е со Турција, Бугарија и Романија како пролетни празнувања на тој празник. Така што треба во иднина имаме многу што да заштитуваме, што да работиме и да презентираме она што ќе го сработиме. Ти благодарам. Веројатно најважниот дел од творештвото, од делувањето на Свети Кирил Лешочки тетоец, односно Кирил Пејчиновиќ, ќе ни го објасниш ти, професоре. Што всушност значи Кирил Пејчиновиќ за Македонија, македонскиот јазик, македонскиот идентитет? Јас мислам дека се е важно. И фолклорот, и историјата, она што го правил, видите, има историски чин, првично, и историјата на македонскиот јазик, и значењето за стандардниот македонски јазик. Токму условите во кои што Светозаревиќ ни го напомена, го имам само кусот, ќе го прочитам, какви услови. Слободно. А зошто се мучимо на овој век? Зошто постимо? Зошто се крштејамо? Зошто се закопуемо? Зошто за душа давамо? Зошто од други вери мучени бидуемо? Зошто од калдарма долу слезуемо? Зошто зелено не носимо? Зошто хубаво не носимо? Зошто од турци помалу зборимо? Зошто каде не јахат и газат трпимо? Зошто? Нели е за Христа? Значи, гледајте во какви услови работел, тоа што го напомена Светозаревиќ, да. И го изразува тоа. Тој не зборува за себе. Тој зборува за целиот македонски народ. Ако бевме блиски со или слични или исти, не знам, со оние источните соседи, немаше да биде така. Немаше да се случи ни Ваташа. Немаше да се случи ни администрацијата. Ако бевме блиски со оние долу... разбираа на пишаното. На југот. Немаше пак да биде исто. Тоа што го напомена Светозаревиќ, дека во суштина во Марковиот манастир се пади поголемиот дел од она што го собирал тој целиот живот. Помалиот дел успева да го пренесе, бидејќи само со едно или две магариња успеал неколку товари ракописи да донесе овде. Ако не успел и тоа... Ако не успел, најверојатно би ги немале ни овие што ги имаме по тетовски. Збори си по тетовски. Да. Најверојатно, Свети Кирил Лешочки и неговото презиме Пејчиновиќ нема врска со некои други
националности и така натаму, Нормално. затоа што презимињата ги давале администрациите кои што владееле во определен период. А Македонија, историско-општествените и политичките услови никогаш не и биле наклонети, токму поради името македонец, македонски и Македонија, кое што е единствено во Европа со традиција од 2 милениуми. Така е. Значи, едноставна е работата. И Сето и друго преку е нешто изменето, ново. Сите народи во суштина изумираат во определен период. Дали од доаѓање на некои други посилни народи и така натаму, или пак го менуваат својот идентитет. Ние само го немаме сменето и ние дојде време последни да бидеме кои што ќе се бориме за нашиот Па види, идентитет. не сме мрнале многу од неговите прашања. Истото е. Зошто да не? И Мисирков, и Конески, и Свети Климент Охридски, и сите го објаснуваат истото на своевиден начин. И се уште ние сме во истото токму поради името Македонец. Да. Токму поради Гревот името наш. Македонија. Што го носи. Тоа ни е најголемиот грев. Свети Кирил Лешочки што друго прави за јазикот? Наредно, најверојатно, ќе се обидам јас преку неговите дела да покажам дека пред Мисирков и тој прави обид за своевидна кодификација на македонскиот јазик. Затоа што така е, затоа што Нормално мислам. веќе пишува на извесен литературен јазик, иако е од Тетово. Ние тетовчани не го менуваме тоа мо и така натаму на крајот на зборот, губење на интервокално В, но тој почнува да го губи. Тој почнува да ги менува наставките. Почнува падежите да ги исфрла со сигурност. Почнува да има со носовката Н да бележи за изговор на ја, она што е класика и за денешниот стандарден македонски јазик. Сето тоа може да се покаже и преку неговото пишување по однос на оној термин кој што го пишува. Да ги вокализира еровите, ти го Сето тоа му е во целост. Ден, сон, без ниту еден пример забележан поинаков. Значи немаме сан дан, она што е варијанта туѓа. Како беше тоа? Воопшто не ги користи како од оние источни соседи кои што ги користат во тој период, оној наметнат. Јас велам и се уште велам на професорката која што имаше некои излагања против Кочева, нас Ана. овде, така, јас повторно и сугерирам дека бугарскиот јазик е дијалект на македонскиот. Никако не може да биде спротивно. Доколку сакаме да имаме реципроцитет и култура на однесување помеѓу себе, ќе го признаваме вашето и ќе го признавате нашето. Доколку не сакате, реципроцитет е истото. Онано, за разлика од нивното, нашето е издржано, а нивното не е. Токму Свети Кирил Лешочки пишува дека пишува во утешение грешни на тетовски и скопски. Дали се тоа пак јазици? Ако е болгарски јазик. Дали се јазици нови? На 2, на 3, на колку пишува? Пишува на болгарски, тетовски, скопски. На 3 јазика ли пишува? Различни, а еден ист. Многу јасно. Тој е продолжувач на Свети Климент Охридски. Тој е продолжувач на оние монаси кои што ни оставаат ракописно наследство нас, каде што ги бележиме истакнато македонските јазични црти. Зошто? Затоа што и Свети Климент Охридски, како и Свети Кирил Лешочки, не се светци од некој контекст кој што некој го посакал тоа. Не, тие успеале да исцелуваат во текот на својот живот, успеале да не задржат нас од елинизација, да бидат главна брана против елинизацијата, а подоцна да не штитат и од останатите околности кои што ги имаме, бидејќи и на едниот светител и на другиот светител борбата не била јазична или историска само, туку била и политичка секогаш. Морале да се снаоѓаат секој во својот домен, да оствари нешто кое што ќе го обстои и ќе го одржи овој народ да го добие својот континуитет. Токму годинава излезе од печат и онаа монографија уште во таа емисија што одбива овие од претходнава влада, кои да беа, не знам, континуитетот на македонскиот јазик од 9 век до денес. Првиот том, сега е поднесен и вториот том, треба да биде во 3 дела, бидејќи е малку обемно делото, за да биде појасно, кај што ќе се опфаќаат различни аспекти на македонскиот јазик и кај што се покажува дека во 9 век и во 18 век и денес имаме идентични лексеми, имаме идентичен развој, имаме континуиран развој на македонскиот јазик онаков каков што е стандарден. И тоа е незапирливо. Нема сила која што македонецот, македонскиот јазик и македонската земја ќе ги сопре во нивниот континуитет. Ете, ќе се појави фамилијата Крстиски, ќе се појави Бранислав Светозаревиќ, ќе се појави Стојанчо, Владимир, Михајло. Нема стоп.
Едноставно, секогаш ќе никне некој Богдан нов, некој нов Свети Кирил, некој нов Свети Кирил Лешочки. Мене со Свети и така Илија ме натаму. ставиш Не, убаво, не, контекстот е дека секогаш Така е. ќе се раѓа некој кој што ќе се бори за оваа нација и ќе го чува јазикот. А јазикот сметам и ќе ме поддржат и соговорниците дека представува клучниот идентитетски носител во сето тоа. Фолклорот е алатка преку јазикот на сочувување на Зошто идентитетот. го мислиш тоа? Затоа Иначе што се согласувам, ама сакам да слушам. Да, затоа што само преку јазикот го имаме кодот кој што го содржиме во себе. Преку јазикот се чуваат песните, се чуваат ората. Мора да се пренесува. Преку јазикот се Устното. здружуваме, нели? Преку јазикот денес комуницираме. Она што јас го зборував и на трибината, дека јазикот има една основна цел, обединувачка. А македонскиот јазик е тој што не обединува нас македонците на едно место, без разлика дали биле од Егејска, Пиринска или Вардарска Македонија. Сите сме Така е. исти, бидејќи го говориме истиот мајчин јазик. Сите сме исти, бидејќи плачеме, се смееме, радуваме, пееме. Сето тоа го правиме на нашиот мајчин, македонски, исконски јазик, кој што постои најмалку 2 милениуми со аргументи. А кога ќе од се може да си закажеме, не знам, еве, во новата година јас сонце да зајдви ја да умирам, а ти да зборвиш вака. Озбилно. Честитам на првиот том, браво за вториот. Многу повредно од, не знам, ако имавме филм за некој наш Тома Здравковиќ, овие томи ваши, односно томови ваши, сериозно, импресивно е сето ова што го слушам, најмладиот ваш колега да го опитам. Се бавиш со друго поле на истражување, но пример еве кога чисто да се проверам, знаеш, како мене ми делува, како тебе ти делува. Ова што го прават овие добри луѓе, од какво значење според тебе за генерално за науката, а и за македонската борба? Вака, без двумење и без никакви сомнежи, ова е од исклучително значење што го прават моите почитувани колеги, затоа што, знаете, како прво, без јазик сме никој и ништо. А народ кој што не се сеќава на своите обичаи, кој што не се сеќава на своите, да речеме, предци или, да речеме, важни личности, осудено на пропаст. А за да се уништи еден народ, нели потребно е да се вметнат така некои извитоперени вредности или да се натера на суптилен начин да ја заборави историјата, што ние македонците, а верувам и други народи, се соочуваат во денешно време горе-долу со истиот проблем. А ми се чини дека ние најмногу сме изложени на удар од сите страни, а особено нели имаме и внатрешни несогласувања во ред. Тоа да не навлегувам. Абе не, во ред, тоа се случува, да. Да, се случува. За жал и историјата за жал се повторува. Меѓутоа, секако, како што кажа пред малку колегата Михајло, ќе се појави еве некој нов, не знам, Михајло, Владимир или било кој. Пиреј. Да, така е. Значи, едноставно, македонскиот народ е неунишлив како тревата пиреј. Не би пробувал со атомска бомба, но во сите други случаи се согласувам. Види, во однос на еден коментар само, нели, спомна народ кој што не ја памти својата историја. Така. Ние како луѓе, ние живееме секојдневно со историјата, со меморијата. Нели? Ние живееме во моментот. Она што јас утринава сум си ги гушнал, бацил децата, сум си ги однел во градинка и сум разговарал со нив, тоа е веќе минато, нели? И живеам врз база на меморијата. Сега, ако некој реши дека ќе добро е да се памти до X точка, после тоа не ме занима, сега ќе бидам од таа точка назад граѓанин на светот, дете на цвеќето или да не ги врегам, хипиците биле друга лига. Океј, биди, ама нас на кој што ни е значено ова ќе продолжиме да го правиме, бидејќи actually сме загрижени за пренесување на факелот, така се вика тоа, така. Еве, Пејчиновиќ повторно оживува за пошироката јавност, не само за
Лешочани, Тетовчане и Полошкиот регион преку вакви активности, преку вакви дела. Не знам дали за свете смее тоа се каже, ама голем фраер бил, Бране, Кирил ваш. Бил голем борец, свесен за сите предизвици и опасности во тоа време, меѓутоа мене ми импресионира неговата свест за тоа колкава е неговата мисија. И Знаел, така? Што повеќе се запознаваш со неговото дело, толку повеќе го почитуваш. И тој оставил во народот, нели, фолклорот, јас би рекол уште нешто за тоа. Фолклорот еднакво на идентитет. Значи, тоа е толку големо, а маргинализирано. Во фолклорот се наоѓа се, нели, во јазикот, не нашата татковина. Значи, Да. гледате, тоа е се поврзано едно со друго. Морам да кажам прво дека сум импресиониран и сум прилично повозрасен од моите колеги, па ми се полни душава и може би треба повеќе тие да зборуваат, но во секој случај заслужува Свети Кирил Лешочки, тетуец, многу поголемо внимание од јавноста. Ме радува тоа што со последно возобновување на некој начин и повторно благодаречи на дедо Јосиф, владиката, Лешочкиот манастир повторно стана епископско место. После многу векови имаме шанса, а јас тоа го гледам, доаѓам барем еднаш неделно во манастирот, како нешто, како некоја духовна храна и така натаму, која ми е потребна. Гледам се повеќе екскурзии и на деца, и на пензионери кои доаѓаат, го посетуваат манастирот и моштите кои се наоѓаат сега во црквата Свети Атанасија. Види, него срдисувале тие со талибански навики џабе и порано и неодамна. Да. Бидејќи очигледно е важно и значајно местот, реков талибански навики, бидејќи нели талибанците рушат сакрални места, нели духовни места, споменици. Тој повеќе пати тој манастир е рушен, меѓутоа повторно народот изнедрува нешто, наоѓа сила, испраќа нови своји чеда за да го возобноват. Кирил Печеновиќ бил еден од нив, така како монах. Да, тоа е таа негова поврзаност со родниот крај е за пишување на некој роман. Толку е тоа силно кај него. Дури е инспирација во Чешка излегува расказ за неговите подвизи во тоа време. Во Чешка расказ? Да. Вау. Така што и тоа е веќе елаборирано, откриено, меѓутоа, еве, јавноста не знае за тоа, а го има во научни списанија и така натаму. Со кого може да го споредуваме вака за значајноста за националното дело? Бидејќи тој е прв или еден од првите со просветителска идеја воопшто? Па не знам сега, зависи како гледаме на нештата, да речем просветителска, еве, наброја Михајло некои личности и така натаму, него би го сместил и во еден друг контекст многу важен, а тоа е дека недоволно сме истражување, но во мојата докторска имам за тоа нешто пишувано, дека тој влијал локално силно и врз одредени свештени лица кои исто така оставале писмени траги. Значи тоа не е случајно, тој зрачел. А за фолклорот, исто во она моја монографија, таму имам доста обработено песни и обичаи кои се практикувале токму во возобновениот манастир. И тоа може би е интересно како материјал да го проучите вие, затоа што јас само како историчар сум ги нашол тие прилози од весници од 19 почетокот на 20 век. Но Свети Кирил Лешочки не само што е светец, тој е, јас би го
споредил со најголемите личности на Македонија, кои воопшто ги дала. Михајло, професорот, мислам дека го спореди со светите Кирил и Методи, така? Така е. По начин на делување. И Свети Климент Охридски, затоа што гледате колку е идентичен живот. Ајде. Свети Климент се враќа од Оравската мисија со малкуте преживејани поради Голготата и ги повикува кнезот Борис. Гледате, истото. Стигаат во Плиска или Преславска област во тој период, но како на Свети Кирил Лешочки не му одговара амбиентот. На овој не му одговара на Свети Климент Охридски татарско-словенската симбиоза во тој период. На Свети Кирил Лешочки не му одговара фанариотскиот пристап на владиката кој што го има манастирот. И едниот и другиот бегаат од местата и одат во родните краеви. Свети Климент Охридски во Охрид, затоа што и Стефан Новаковиќ вели. Најверојатно се вратил во местото од каде што ја минал својата младост и потекнува. Јагич вели истото се смета или во Солун или во Охрид, но и мене ми е по И мене ми. По блиско дека се потекнува од Охрид. И сака да е дома, меѓу својот народ, меѓу македонците, каде што може да твори и да придонесе за нив. И истото го прави и Свети Кирил Лешочки. Гледате, истиот пат. Но и за значењето, што за народот значат, еве, ако сакаш споредувај ги двајцата, или упростувањето на тој висок црковнословенски говор и ширењето на Божјото Слово меѓу народните маси. Црковнословенскиот јазик со македонска редакција, мораме да потенцираме, бидејќи тоа е веќе од 9 век. 10 век се веќе како ракописите да имаат македонска црковнословенска редакција, но тоа е појавата на сите црковнословенски редакции всушност. Но ние и во Асеманово евангелие и во Зогревско евангелие од 10 век бележиме македонски јазични особености, што апсолутно само оној старомакедонски јазик, старословенски јазик си продолжува онака како што е, бидејќи е врз основа на говорите на македонците од околината на Солун. Многу јасно. Да, трите села. Што значи? Тој јазик е многу во висок стил. Зошто во висок стил? Затоа што веќе не е говорен. Народот сам си го упростил јазикот. Никој не му го упростил. Да, не Со текот на времето си се упростил самиот јазик. Свети Кирил Лешочки само што создава? Тој создава писмо на тој македонски народен говор, преку кое што народот многу полесно ќе ги разбере неговите поуки. И служело ова дело, служело како прирачник, ова е целосно исцрпено, па се препишувале на листови, со ракопис. Свештениците од Пиринска Македонија и од Егејска Македонија го препишувале ова дело на ракопис, бидејќи немало повеќе изданија. Бидејќи со својата строгост, посветеност, во однос на духовната преобразба и на образба на македонскиот народ, тој придонел многу. Значи, тој го сочувал практично преку својата алка која што ја дава овде во тој синџир на минато, односно на вечна или вечност, го дава тој синџир кој што ги држи и минатото и иднината. Тоа што колегата Владимир кажа дека во суштина народ кој што нема свое минато, нема ни своја иднина. А на ова се надоврзува не само Рацин, пред Рацин и Мисирков, што значи македонците како просветители, светители и така натаму гледале, сакал некој или не сакал, и во мислите се надоврзуваат едни на други. Од 9 век до денес. Одлична констатација. И веројатно идеална за да слетуваме, да привршуваме. Не знам како ќе изгледа ова со четворица гости, меѓутоа добро испадна. Мислам дека онака, на ниво кое што е солидно за пошироката јавност, одлично настапивте. Кој се интересира повеќе, нели, знае каде да се обрати за да учи повеќе, конкретно. Во Тетово. Во Тетово. Точно. Ама и вечна ни е регистрирана во Тетово. Стварно? Да, затоа што тетовчани се локал патриоти. И теарчани заедно, значи и куќата на Аца Крстевски е комшиска куќа на Кирил Печиновиќ во Теарцет. Кој живее таму во село? На Кај Печиновиќ имотот?
Па не знам, сега тоа е спомен куќа нешто препродавана куќата, има некој обележи и така, да. Така што не знам, не ми е познато кое семејство Во сега. суштина, секоја чест за сите, тргнувајќи од семејството Крстевски и Глобалната македонска фондација Вечна, за сето она што досега го направиле, односно што планираат да го прават. Честитки за сите вас за учеството во нивните проекти, за сето она што го правите во вашите научни соло кариери. Благодарен сум што имав прилика да бидам дел од овој форум и се разбира и без да кажам се додека јас сум премиер на вечерното шоу, ќе ги поддржувам сите ваши активности, сите активности на Глобалната македонска фондација Вечна. Благодариме Може многу, уште 10 за тоа, такви фондации да се изродат и да се трудат како што се труди оваа екипа. Мојот колега, ководител, за крај завршни зборови, повели Бране. Завршни зборови, да ти се заблагодариме тебе лично што еве на некој начин сите овие напори кои ги правиме добија свој медиум. И на ТВ Алфа која несебично ни остапува простор за науката која е толку важна за народот. Благодарам и се гледаме во следна прилика со нови суштински убави муабети. Фала ви што останавте со нас до самиот крај. Знам дека уживавте во оваа посластица, во овој убав форум на умни луѓе, мои гости вечерва. Наредно гледање закажувам четврток по 22:30. До тогаш стандардната процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добро ноќ, Македонија, главата горе.